Производството на компјутери во рамките на Југославија започнало од 1959 година и траело до крајот на 80-тите години. Во овој период се произведиле доста компјутери. Имаме компјутери кои што ги имаме од серијата CER, имаме компјутери кои што ги има од серијата TIM. Има компјутери кои што ги имало за домашна и употреба во училиштата. Карактеристично за сите овие компјутери е тоа што тие како секундарна меморија ја користат аудиокасетата, а како монитор тие го користат телевизорот. Се употребувале овие компјутери за решавање на разни математички задачи, за развивање на софтверски апликации, тоа се компјутерите TIM, а CER се употребувале во банките за некои посложени процеси и некои други задачи кои што се поврзани со обработка на податоци, а имаме компјутери кои што ги имаме Oracle, Galeb, Galaxia, Pecom 64, Pecom 32, кои што се употребувале во домовите, но ги имало и во училиштата. Во 70-тите години, компјутерите кои што се произведувале, биле компјутери наменети стрикно само за институции. CER-10 е првиот дигитален компјутер направен во Југославија, но исто така и првиот оригинален дигитален компјутер кој што е составен во Јужна и Средна Европа во периодот од 1949 година до 1959 година. Пред Југославија во Европа само Англија, Германија, Франција и Русија имале сопствени оригинални дигитални компјутери во тоа време. CER-10 бил електронски компјутер заснован на електронски цевки, транзистори и релиња, кој што е проектиран и произведен во Институтот Винча и Институтот Михајло Пупин во периодот од 56 до 1960 година. Името на овој компјутер е добиен по планината CER, во кој подножје е роден доктор Тихомир Алексиќ, кој што учествувал во креирањето на овој компјутер. CER иначе кратенка од цифарски електронски рачунар, а 10 во името означува дека тоа е првиот компјутер од нултата серија. Овој компјутер трошел 60 киловати електрична енергија и можел да отствари 50.000 едноставни операции во секунда. Се состоел од 6 метални ормани, кои што имале големина 2 на 2 метри, кои се наоѓале во соба од големина 80 метри квадрати со дупол под кои биле каблите. Имал 1750 електронски цевки, ECC81, L83 Philips, 1500 транзистори, типови OC76, OC44, 2N396 и 14.000 диоди OA85. Примерна меморија му била Philips со капацитет од 4096 30 битни зборови, секундарна меморија, пробушена хартиена трака, брзината на собирање му била 1600 собирања во секунда и како периферни единици имал фотоелектричен читач за пробушени картички, Ferranti тип TER2B. Друг компјутер од CER е CER-20, кој што е ран дигитален компјутер развиен во 1971 година се појавува компјутерот HPC-100. Тоа е ран
хибриден компјутерски систем составен од 68 до 1971 година во Институтот Михајло Пупин Белград. Тој е компјутер од трета технолошка генерација кој што е развиен од страна на инженери од Институтот Михајло Пупин и инженери од Советскиот Сојуз. Иначе, целото име на овој компјутер е хибридни рачунарски систем. Овој компјутерски систем бил наменет за научни и технички истражувања, моделирање на сложени динамички системи во реално или убрзано време, како и за решавање на низа научни трудови во институтите АХ СССР во Москва и Академгородок. Во 80-тите години компјутерите кои што се произвеле биле компјутери наменети за домашна употреба, но за во институциите и во училиштата. Во 1983 година се појавува компјутерот TIM 001, кој што е компјутер наменет за развивање на разни софтверски апликации. Иначе произведен од страна на Институтот Михајло Пупин. Во 1983 година се појавува компјутерот Галаксија кој што е развиен од страна на Воја Антонич. Како микропроцесор користел Z80A, а имал RAM меморија од 6 килобајти. Како секундарна меморија бил касетофон, а како монитор се користел обичен телевизор. Меморијата му била од 2 до 6 килобајти, а оперативен систем е Basic U ROM U. Во 1984 година се појавува подобра верзија од овој компјутер кој што се вика Галаксија Плюс. Иначе, овој компјутер Галаксија наоѓал во две варијанти, да може да се составува од страна на луѓето кои што ќе го купат, односно да се го направат сам, а можел и да се купи како готова целина. Компјутерот Ора е компјутер кој што бил произведен во 1984 година од страна на фирмата Пел Вараждин. Овој компјутер бил замена за компјутерот Галеб. Имал микропроцесор 6502, 16 килобајтна RAM меморија, како секундарна меморија користел дискети кои што биле од 5,25 инчи, а неговиот оперативен систем е Basic U ROM. Овој компјутер се користел во домовите, но исто така и во училиштата во Хрватска. Неговата резолуција била 256 на 256 битмап графика со 8 килобајтна меморија. Текстот му бил 32 знаци во 32 реда. Пеком 32 е компјутер кој што се употребувал во домовите или во училиштата, е компјутер од 1985 година. Овој компјутер користел микропроцесор CPD 182B527, имал меморија 36 килобајти, од кои што 32 биле достапни за корисникот. Иначе, како секундарна меморија, користел касета и неговата слика била со 8 бои, текстуален режим со 24 линии и 40 карактери и имал звук AU38912. Во истата година го имаме и Pecom 64, кој што има микропроцесор CPD 182B527, меморија 36 килобајти,
од кое што 32 килобајти е достапно за корисникот, исто како во Pecom 32. Исто сликата е 8 бои, текстуален режим со 24 линии со по 40 карактери и звук AY38912. Значи делат заеднички карактеристики. 1988 година од страна на Институтот Михајло Пупин е развиен компјутерот TIM 600, кој што имал микропроцесор Intel 8038-7, имал 32 битни зборови, оперативен систем Unix V3. Овој компјутер бил за прв пат прикажан на интернационална изложба за компјутерски системи во Минхен во септември 1988 година. Се употребувал за автоматизација во канцелариски работења, општи обработки на податоци во разни научни установи, државни управи, здравство, во ЈНА, за управување на процеси во индустријата, сообраќајот, банките и други јавни установи. Во 1989 година го имаме компјутерот Iris Move или целосно Iris Motorola Unix VME, кој што е компјутер заснавен на архитектура Motorola 68030, кој што е развиен од страна на Институтот за компјутерски и информациски системи Енергоинвест Ирис Сарајево. Техничките карактеристики на овој компјутер се микропроцесор Motorola MC68030, 20 МHz, примарна меморија 4 МБ, секундарна меморија SCSI Winchester, дискови од 155 МБ, оперативен систем MUV Unix Motorola System V98 Release 3. Тоа е тоа што имав да ви прикажам во ова видео. Селектирав само неколку компјутери, и ги има многу. Ако ви интересираат повеќе работи, имате Википедија, имате Google и можете да си прочитате за нив. Вие останете ми со здравје, а јас да си успеам какавото.